Празниците се важни за колективната свест и што впрочем празниците значат во смисла на зачувување на групната кохезија и колективитетот, зошто празниците не асоцираат на некои убави моменти кои што ги поминуваме со нам драги луѓе и секако секогаш празниците шират една позитивна нота и убава порака со убави желби за сите кои што празнуваат. Денешната емисија ја посветуваме токму на антрополошката дименсија на празнувањето и откриваме какво е обредното однесување за време на празниците, какви символи се пренесуваат преку религиските празници и што впрочем ние славиме, односно што впрочем обележуваме кога ги празнуваме религиските празници, како Великден, така и Рамазан Бајрам. Денеска дискутирам, односно говорам со Оливера Џартовска-Тачевска, инаку етнолог по професија, и зборуваме токму за празниците. Духот на времето е таков, се наоѓаме во период на празници. Неодамна беше Великден, го прославивме Великден и еве некако откако помина целата таа празнична еуфорија, би сакала за нашите гледачи да откриеме преку нашиот разговор за обичаите, за празнувањето, смислата, символиката и вредноста на празнувањето и малку повеќе да објасниме што е тоа што празниците го чинат за една општествена група, за едно семејство и така натаму. Сега јас кога зборувам за празниците, обично имам чувство дека тоа се некои радосни периоди од годината, каде што семејството е заедно и така натаму. И баш поради тоа би сакала да те прашам, еве прво, какво влијание има празнувањето врз социјалната кохезија на групата, дали тоа не солидаризира, не држи во некое заедништво, како празнувањето се одразува врз кохезијата на групата? Па да, веројатно празнувањето има првенствена и најголема вредност токму во процесот на социјализација и кохезија на групата. Празникот подразбира реактуализација на некои првенствени почетни настани, кои што во себе содржат одредени вредностни системи, значења и слично. Празникот реактуализира одредени случувања кои што се од особено значење за самата заедница. Имено, заедницата е создадена на основа на некаков светоглед, на некаков вредносен систем, на норми и етики кои што потоа добиваат и форми на институционализирани форми на функционирање, меѓутоа секогаш се сведуваат на некакво заедништво во вредносниот систем. А празниците прават токму реактуализација на одредени вредносни информации и вредносни настани кои што самиот празник во себе ги носи. Без разлика дали зборуваме за религиски празник или за државен празник, идејата е секогаш иста. Реактуализација на одредена вредносна ставка или позиција која што е важна за заедницата. Имено, празникот преку обредните действија кои што се случуваат тој ден, бидејќи тој ден не е празен ден, тоа не е ден кога не се работи и ние само одмараме по дома, туку тоа е ден во кој што го повторуваме првиот настанот на некое создавање, на некоја важна информација или важна вредност за заедницата. Ние преку обредната активност го реактуализираме или го обновуваме истрошеното време или намалената вредност низ секојдневното профано живење и повторно го реобновуваме, го засилуваме, а со тоа влијаеме на реобновување и засилување на социјалната, односно општествената вредност на групата и заедницата, така што празниците играат огромна и важна улога токму во таа кохезија. Така, не знам дали ги имаме на ум истите референци, меѓутоа додека зборуваше, јас се сетив на Мирча Елијаде кој вели дека самиот чин на Исусовото воскресение секоја година, празнувајќи го Великден, ние го обновуваме, односно правиме вечно враќање кон тој чин и еве со однос на тоа дека Великден не е асоциран на најрадосниот празник за христијанските верници, која е таа порака и вредностна нота која Великден ја испраќа и ја носи сам по себе?
Великден е еден од најголемите празници и во себе содржи една огромна порака. Значи, Великден или Воскресението, од религиски аспект, тоа е обновување на човечкиот род, во една, да речеме, есхатолошка смисла, но Великден опфаќа еден поширок аспект на обновувањето и оживувањето, а тоа е на оживувањето на природата, односно повторното раѓање на природата, со оглед на тоа дека празникот е секогаш вклопен во пролетниот циклус на празнување, а пролета е период на повторно оживување на природата, на вегетацијата, после еден долг период на мирување, пасивизирање. Така што не е чудо што Великден е сместен токму во овој пролетен период и опфаќа многу важни категории за заедницата, а тоа е победа на животот над смртта, бидејќи и чинот на Христовото воскресение поминува низ процес на искупување и искупение преку движење на оската живот, смрт и повторно живот, така да се алудира на цикличноста на периодот, односно на цикличноста на животот и дава надеж. Главната приказна и символика на празникот е да се даде надеж на сите кои што на повторен живот, односно вечен живот на сите кои што го примиле спасението преку Бога, потоа надеж дека животот и природата исто така се реобновувани с фазите на цикличност, така што празникот во себе содржи повеќе елементи на славење на животот над смртта. Дали тоа славење на животот над смртта носи некоја катарзична порака и катарзичен момент, како што го има во старогрчките, античките трагедии, со однос на тоа дека празнувањето мене како збор ме асоцира на некое празнење и дека кога ќе дојде моментот на празнувањето, практично ние се чистиме од некој претходен, од некој минат период и минати искуства и еве имаме едно ново поглави отвараме на реобновување. Секој празник тоа во себе го носи, значи реактуализација на еден вредносен систем подразбира да го исчистиме истрошеното време и повторно да го актуализираме на првобитното свето време. Тоа се случува особено и тука. Доколку го погледнеме великденскиот циклус на празнувања, припремата за чинот на Воскресение ние го правиме уште со почеток на постото. Тоа е најдолгиот пост, 7-неделен пост. Кога најпрво треба да се исчистат старите истрошени потреби, секојдневни потреби на човекот, да се исчисти телото, духот, да се исчистат мислите и да се започне и да се влезе низ процесот на движење на оската смрт, живот, смрт и повторен живот, преку примејќи на една комплетно нова енергија. Така што и влегувајќи во новото поглавие сосема исчистени со комплетно нова света енергија. Така што да, секој празник всушност и постои со цел да ја реактуализира првобитната енергија, односно чистата и светата енергија. Олја, она што мене секогаш ми создавало дилема е дали е побитна суштината на празнувањето или формата. Знам дека во јавноста многу често се водат дебати околу тоа дека самото празнување не е вапцување на великденските јајца, туку треба да и таа внатрешна символика разбереме, односно да знаеме што всушност славиме. Меѓутоа, ако некако не постои таа форма, не би можеле да се асоцираме и да го препознаваме и великденскиот празник и другите религиски празници, па еве кој е твојот коментар и мислење, што е поважно, суштината или формата и како правилно еве се празнува ако има некое правило? Знаете како? Празнувањата и обичаите кои што се исполнуваат во празничните циклуси се динамични комплекси. Тие подлежат на трансформации. Луѓето не можеме да зборуваме за правилна форма на празнување, туку можеме да збориме за обредна активност која што исполнува одредена функција. Прво, треба да нагласиме дека македонците и воопшто
предпоставувам просторот, народите низ Балканот воглавном празнуваат и веруваат во една народна религија. Тоа не е чисто христијанство, туку тука станува збор за пластови, предхристијански пластови кои што се исто така препрокријани со христијанскиот црковниот календар и да речеме тука имате аграрен циклус на празнување, имаме астрален циклус на празнување, имаме старохристијански, старобалкански религиски концепти кои што останале препрокриени со некои нови пластови. Но тие обичаи кои што луѓето ги инкорпорирале во приказната на црковната празнување, односно религиско, обстанале затоа што обавувале одредени функции. Се дури обичајот, обичајната, да запалиме само. Се дури обичајната практика обавува одредена функција која што регулира одредени општествени или социјални категории и односи во заедницата, таа обичајна практика ќе се задржи. Во оној момент кога поради одредени културни, историски, други фактори повеќе тој обичај или таа обредност не исполнува социјална улога за заедницата, односно не регулира одредени односи, во тој случај истата ќе биде заборавена или најпрво деградирана во форма, би се практикувала во форма на некаква забава, а со текот на времето и сосема изоставена. Многу добар пример за тоа од велигденскиот обреден циклус се лазарките или празнувањето на лазарките. Лазарките се женски обредни групи на девојки од одредена конкретна категорија на возраст, било порано, значи некаде откај 16 до 18 години. Тоа се девојчиња кои што се припремале добар извесен период, ги изучувале одредени песни кои што се пееле при овој настан и на денот на Лазарова сабота лазарките како обредни поворки ги посетувале сите домови во селото или заедницата и тука пееле пригодни песни кои што воглавном се однесувале на сите членови на домаќинството, а песните воглавном се однесувале, имале тематика каде што се благословува животот, плодородието, членовите на семејството и така. Во овој обреден настап на овие женски поворки, антрополозите пронаоѓаат иницијација, односно иницијацијски карактер на дејствување, односно на премин. Иницијациите се обреди на премин, односно преминување на личноста од една социјална категорија во друга, а секогаш преминот се случува преку умирање на старата личност и раѓање на новата, односно низ една оска на повторно смрт и повторно раѓање. Овдека станува збор за една постепена иницијација, каде што девојките, кога веќе доаѓаат со одредена возраст и плодоносна сила, влегуваат во категорија на идни невести, односно преку ова изложување обредно на овие девојки се покажуваат токму девојките од кои што ќе се бираат идните невести во наредниот период, кога за тоа ќе дојде време. Што значи, лазарувањето представувало еден тест на зрелост, покажување на зрелост, период на зрелост на девојките и време за наредната плодоносна улога која што треба жената да ја оствари. Така што тие обавувале голема социјална функција во времето, кога на народната култура, на рурална особено, на нашите заедници. Со текот на времето и со општествените промени кои што се случиле во нашата земја, некако тестот за зрелост добил некои нови институционализирани форми, како што е школувањето, како што е завршувањето на средното школа и низ чинот на матура, положување и прославување на матура, се видоизменува начинот на добивањето на овој тест на зрелост, да речеме. Така што денеска, ако сакаме
да ја сметаме една девојка за спремна за мажење, треба барем да има завршено матура, односно средно школо и да го поминала тестот кој што званично и така и се нарекува матура. Но порано, тој тест на зрелост за девојките била преку ова обредно действување. Бидејќи денеска тоа не е потребно, лазарките веќе не се прославуваат, веќе не се составен дел на обичајната практика. Имено, на некој, како оди процесот на менување на таа обичајна практика. Најпрво, еден обред кој што обавувал функција, бил и тоа како важен за регулирање на овие социјални односи, се обавувал со наплив на вредност, со збогатен со чувство на вредност и подреденост. Кога тој ја губи оваа функција, основната функција за која што постои, добива забавен карактер, најпрво. Па така, евидентно е дека откако девојките веќе не морале да полагаат тест на зрелост, овој обичај го превземале помалите девојчињи и го правеле од забава. За на крај воопшто да не се ни прави и да биде сосема изоставен од обичајната практика. Така што не можеме да збориме за правилно празнување или за празнување по некои напишани и дефинирани норми. Тоа се динамични процеси и се променливи. Важна е пораката што се носи и функцијата која што обредната активност ја исполнува. Доколку ја има и дава некаква кохезија на заедницата, некаква функција на заедницата, таа обстојува. Доколку ја снема, тогаш се изоставува од обредната практика и тоа е евидентен природен процес. Како што и самата ти спомена во твојот предходен одговор, се чини дека секое домаќинство, секое семејство, секоја некоја микрогрупа си има свој начин на празнување и начин на кој што преку обредите го символизира и го манифестира празникот. Ме интересира дали постои некој универзален урнек по кој што можеме великденското празнување да го предпоставиме и да го препознаеме и кои се тие можеби централни обичаи кои што најчесто се застапени во домаќинствата низ Македонија. Па да, прва асоциација на великденскиот празник за мене барем е постот, затоа што тоа е она прочистување пред чинот на на воскресението. Великденското јајце кој што има огромна символика и тоа најпрво јајцето како символ е премногу значаен. Тоа е суштината, тоа е символ на суштината, зачетокот на животот, тоа е символ на животот, но и на повторното раѓање. Така што еден од најмоćните символи кои што ја асоцираат и цикличноста на животот е токму јајцето, така што да, првените великденски јајца се во центарот на нашето внимание во ова празнување. И како трета асоциација, кога зборуваме за великденските празнувања, секако е колективното славење, колективноста во празнувањето. Постот, затоа што постот е чин на прочистување на старата истрошена енергија на гревовите на луѓето, значи чинот преку кој мора да се искупиме за да ја примиме жртвата Христова за да го пронајдеме патот кон вечниот живот. Постот како исчистување од старата и погрешна енергија за да ја примиме новата енергија на новиот живот, односно на обновениот живот. Така што постот е неизоставна асоциација, барем за мене, кога станува збор за великденските празнувања. Јајцето кое што и обредната практика на припрема на јајцата, која што и денеска е доста актуелна како обредност, велам и како начин и правила на прославување, е застапена во нашата заедница, можам да кажам, така што да, тие правила
боење на првите 3 јајца рано наутро пред изгреј сонце на Велик четврток, кој што мора да го изведува најстарата домаќинка во семејството, која што за овој чин е ритуално чиста, под предпоставка дека го извршила постот предходен и дека целокупната чистина на исчистување од старите и истрошени времења и гревови е направена со цел да може чинот на создавање, односно символично создавање да го изврши. Тоа најчесто се зборува за 3 први вапцани јајца и околу нив постојат одредени верувања. Се разбира најголема акцент нашите луѓе даваат на првото вапцано јајце, кое што се посветува на Господ, односно на Христос, и го символизира воскресението. На него му се придава и магична моќ, со него тоа се чува практично цела година, затоа што се верува дека има исцелителна моќ, би обезбедило здравје, плодородие и живот на членовите и на целокупното стопанство на домаќинството. Со тоа јајце се поминуваат децата по образите со цел да им се даде здравје и живот, да им се обезбеди здравје и живот, така што големи верувања и обредни практики кои што се уште се живи се даваат токму на првото вапцано јајце. Најчесто се вели дека второто се посветува на домаќинот, а домаќинот како символ на столб на семејството всушност е давање на вечен живот на самото стопанство, односно на куќата, односно желбата е да преку новиот живот, односно преку животот на домаќинот да се обезбеди вечен живот во таа куќа. И третото јајце се посветува на стопанството, односно покрај луѓето, да се обезбеди плодородие и цикличност, односно здравје и плодност и во посевите, добитокот и слично. Така што значењето на првите 3 вапцани јајца е навистина се уште актуелно и се употребува како обредна активност и ден денеска. Велики петок е еден од најтешките денови, тоа е денот кога Исус Христос бил распнат, тој ден се смета за траурен, мрачен, тежок ден и повторно обредната активност која што се следи во денот на Велики петок, исто така е доста активна. Именно луѓето тој ден сочувствуваат со болката, меѓутоа и го третираат како еден од оние опасни денови, затоа што тогаш се случува движењето низ оската живот-смрт, настапува смртта. А тоа е секогаш во иницијацијските обреди, тоа е секогаш пропратено со страв. Дали процесот на повторно оживување ќе се случи или не, и затоа тука имаме обредна активност која се сведува на тоа да се намалат маките и болките и тој ден да се помине во некаква тага, во некаква молитва и па дури да не преку одредени магиски верувања да не се зголемува болката и агонијата на во случај Христос, Исус Христос. Така што тој ден жените не го отврлеле, не палеле оган за да не печат повеќе раните, ништо не се јадело, дури не се ни јадело, односно се јадел само леп земен од црква, така што во главном е денот кога се сочувствува. А за разлика од петок, Велика сабота е дена кога веќе се припремаме за колективното славење, за големата радост. Тоа е ден кога се бањале децата, тоа е ден кога се правеле сите припреми за празнувањето и тоа е ден кога доаѓа до израз колективната прослава. Именно знаеме дека тој ден денеска е особено активна обредна активност, а тоа е колективното чекање на моментот на воскресение пред црквите и манастирите, каде што се собира практично целата заедница со цел да го изрази чувството на радост поради настанатото воскресение. Така да колективноста во ова празнување од особено значај.
Денеска се празнува така што сите заедно го чекаат чинот на Воскресение, така што се организираат наредниот ден посети и чинот на кршење со јајце во централната активност на обредното однесување. Меѓутоа и самото раздавање на јајцата е чин на споделување на таа колективност. Во минатото исто така колективното прославување ги одбележува 3 дена во кои што се слави Великден. Имено, порано во руралните средини, тие 3 дена биле денови резервирани за селски собори, когаш сите заедно прославувале. Значи не било толку важно дома да пречекаш луѓе на ручек, колку што било важно да се отиде на селскиот собор. А селските собори имале повторно своја социјална значење и организација, па така се знаело точно каде седат старите, кои што седале по страните и посматрале како се однесуваат младите, а младите имале правила на однесување, правила на играње на тие селски ора и слично. И практично тука преку тие можеме да кажеме и тоа се вид на ритуални активности, односно и при самиот чин на прославување имаме одредени правила и однесувања, па така се знаело кога заигруваат ора младите девојки, па кои се младите девојки, па од кои бираме невести, па тука постарите жители на заедницата од страна посматрале како се развиваат симпатиите на овие селски собори со цел да го земат и тоа во предвид во оној момент кога ќе се решаваат и избираат брачните другари за нивните деца. Така што овие селски собори повторно регулирале одредени општествени услови и односи, односно тука се воделе рачун, самата заедница водела рачун за правилното однесување на младите, за изборот на брачен другар и бидејќи после великденските празници доаѓа периодот кога почнуваат циклусите на стапување во брак, односно правење свадби. Така што и тоа некако било во календарот ограничено или да речам во некаква временска рамка расположена согласно календарот по кој што живееле и функционирале луѓето. Иако за многумина од нас празниците представуваат време кое што го поминуваме со семејството или време кое што е резервирано за одмор, сепак празниците имаат круцијално значење во животот на секој поединец и на секоја група, токму преди тоа што представуваат празнење, односно чистење од старата енергија и некаква најава за нов почеток и подготовка што ја правиме ние за новиот почеток кој што следи. Без разлика на тоа дали празниците имаат религиска нота или световна, односно се државни празници, тие секогаш имаат силно влијание врз групната кохезија, односно представуваат време кое што го поминуваме во колективно дејание и во обредно однесување како би ги оживеале, односно реактуализирале некои настани од минатото и како би си дале нова смисла за почетоците кои што следат по празниците. Вие следавте емисијата Мој збор на тема антрополошката димензија на празнувањето, а јас ви закажувам повторна средба веќе следната сабота. Се гледаме!